Почитувани, почнуваме со црвена линија. Трагедијата во Кочани ја потресе целата држава. Во една ног целиот распаднат систем излезе на виделина. Загубени се млади животи, оставени се незаменливи празнини. Болката е огромна, не се мери со зборови, но таа не поврзува. Како поединци, како општество. Денес не зборуваме за институциите, законите и одговорноста. За тие теми ќе зборуваме во деновите што следат. Денеска во црвена линија зборуваме за луѓето, за семејствата, за сите нас. За тоа како ја носиме тагата и како да продолжиме понатаму. Како да се справиме со шокот и тагата. Како да се носиме со чувството на немок и страв. Кога и како да побараме стручна психолошка помош. Дали смееме да тагуваме во општество што не остава простор за болката. Оваа колективна траума ќе остави трајни последици. Денеска не бараме виновници, ќе зборуваме за нас. За сите што живееме во дискотеката наречена Македонија. Без лиценца. Веќе нема добар ден, нема добра вечер. Се слуша само Бог да ги прости, лесна им земја. Како се справувате со личната тага? Тоа е она што ве прашува денес црвена линија. Ке ве замолам секако да се држиме до темата, да внимаваме на етиката на говорот и денес да зборуваме за сите нас. А кога прашува црвена линија, прашува и на Инстаграм. Заследете на овој социјален медиум и земете и денес активно учество во денешната анкета. Црвена линија на својот профил на Инстаграм стори, еве што ве прашува. Дали сме доволно емпатични како општество? Верувам ке можете да видите како изгледаме, токму така на Инстаграм стори црвена линија, повторувам, прашува дали сме доволно емпатични како општество. Имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор, а исто ова можете да го сторите и доколку го заследите профилот на Телма телевизија. Земете активно учество и на тој профил на Инстаграм стори, каде што објавена денешната анкета на црвена линија. Секако ќе ве потсетам да не заследите и на Фејсбук, ако досега не сте не следеле. Ќе ни биде особено драго активно да учествувате и секако да дадете одговор на прашањето како се справувате со личната тага, колективната тага, која што ја чувствуваме сите ние. Јас сега ќе ги прашам, се разбира, моите колеги, бидејќи во продолжение црвена линија ќе го најави гостинот со кој што ќе проговориме токму за она што подоцна ќе зборуваме со вас. Веќе го имаме Фики Гаспар, кој што е психолог од Центарот за психофизичко здравје Гаспар. Фики, благодарам што ја прифати поканата од црвена линија, бидејќи психолозите на вистина во овие моменти се најпотребни за сите нас, кои што од стручен агол секако ќе дадат насоки како да се справиме со личната, колективната тага, која што колку и да се трудиме можеби да ја зацкриваме, да не сме толку отворени, сепак таа си го прави своето. Верувам дека и добро се слушаме. Да, јас ве слушам одлично. Па Фики, во овакви трагични моменти сите сме преоптоварени со информации и емотивно искрено исцрпени. Како да направиме баланс помеѓу тоа да бидеме информирани, но да не се оптовариме до степен што ќе ни наштети? Во кажавте се покажа дека психолозите се доста корисни во вакви моменти, посебно со справување на кризи и грижа за менталната хигиена, која што е многу важна во вакви периоди на големи трагедии. На прашањето како да направиме баланс, одговорот е дека тешко се прави баланс, затоа што ние во овој момент сме поделени на поминување на шок, пробување максимално колку што можеме да помогнеме и некако позитивно да влијаеме како личности, нели зборувам за народот, а при тоа треба да припазиме нели колку информации следиме и дали ни се повторуваат тие информации што се тешки, кои што ги следевме овие сите денови уназад,
по трагедијата. Тоа што можам јас да го дадам како совет е да пробаме да ги следиме информациите од тие медиуми кои што нели се официјални, каде што имаме доверба и каде што знаеме дека тоа што ќе се сподели ќе биде соодветно, и да се потрудиме да не се повторуваме во однос на тоа што го читаме, доколку знаеме дека истото ќе биде представено и од други страни, за да не се ставаме повторно во таа ситуација на стрес кога ќе ја прочитаме лошата вест која што веќе нели сме ја прочитале, и да пробуваме доколку споделуваме информации, нели со цел да се помогне, да тие информации нели не бидат наменети да се направи сензација од веста, туку да бидат со цел да помогнат таму кај што треба и да стигнат до тие луѓе кои што треба, зборувам за овие што се споделуваа во текот на претходните денови на социјалните мрежи, но факт е дека ќе биде многу тешко да се филтрираат соодветно информациите кои што се приложени и кои што имаме пристап, и секако ќе влијаат доста на нашата ментална хигиена или на психолошката состојба наша. Вики, никој не е изолиран од чувството кое што го предизвика оваа огромна трагедија, колективна тага, немок, па така не се изолирани ниту најмладите. Како според вас треба да разговараме со децата и младите за ваквите трагедии? Така, никој за жал од оваа работа не е поштеден. Децава, кога збориме за децава, посебно од помалите возрасти, тие кои што не се свесни за што се случува и не можат да ја сватат тежината, го гледат однесувањето и одговорот на цела работа кај своите родители, го гледаат кај тие што им се авторитети, наставниците, кои што се дел од училиштето. Еве тука ќе те прекинам, како и наставниците и самите родители да зборуваат со децата. Така, или па имате моменти каде што дечиња кои што се малку предучилишна возраст, кои што се уште се во градинка, ја чувствуваат таа емотивна промена кај нивните родители и кај нивните згрижувачи. Тоа што треба да се направи, родителите да разговараат со децава, без разлика која возраст се, да им објаснат дека нели тие што знаат веќе се свесни, да им дозволат да ги представат своите емоции, да споделат како се чувствуваат за целата работа и да им овозможат простор да се искажат со цел нели да се почувствуваат разбрани и да можат да се почувствуваат малку посигурно во ваква ситуација. Родителите кои што имаат дечиња кои што се на помлада возраст, доколку приметат и забележат дека детево ја осеќа промената кај родителот, да поразговараат дека има периоди нели кога и возрастните се чувствуваат и потажни и поповлечени и дека тоа е нормално и дека тоа не е вина на самото дете, туку е нешто надворешно кое што направило родителот да се чувствува така. Мислам дека од тоа што комуницираме со колеги, мислам дека училиштата се справуваат моментално доста квалитетно со цела работа. Имам информации дека имаат одредени плани програма, посебно психолозите, како да пристапат со тоа што нели даваат простор на учениците, даваат можност за комуникација, можност за изразување, припазуваат на тоа веднаш сега во овој период да не премногу притискаат со обврски кои што се врзани за учење, со цел нели тој момент на враќање во некоја си нормала во училиштето полека да се постигне, затоа што, како што знаеме, секоја личност различно реагира во вакви ситуации. Некои се справуваат подобро, некои се справуваат полошо и треба индивидуално да се обрне внимание на секој ученик, кој што може да биде доста оптоварувачки со оглед на тоа што и ние самите како луѓе и наставниците самите они поминуваат низ процес на шок и на чувство на загуба и на тага. Она што е факт и што мора сите да си го признаеме, дека секој од нас чувствуваме на некој начин вина што продолжуваме со секојдневниот живот по вакви трагедии.
Како да се справиме, Фики, со ваквиот емоционален конфликт? Знаете, ова потекнува од чувството дека и тоа се наши луѓе, дека се работи за наши луѓе и многу често, за жал, во вакви ситуации, личностите кои што не се директно инволвирани, но сепак ги чувствуваат луѓето околу нив кои што ги загубија и кои што се повредија како свој, чувствуваат одговорност и грижа на совест, како што кажавте вие, дека они сега продолжуваат наводно со сите тие обврски во текот на својот живот се релативно нели сигурни, затоа што за жал, за среќа во овој случај не учествуваа во таа трагедија, но емпатични кон семејствата кои што изгубија некој и емпатични кон луѓето кои што беа дел од тоа и се повредија, и тие физички кои што се повредија, но и тие кои што немаа физички повреди, а секако ова верувам дека влијае многу на нивната психолошка состојба. Така да одговорноста, прашање на одговорност. Вистински тие луѓе кои што се чувствуваат така, а немаат никаква одговорност и не можеле да знаат што се случува и не можеле никако да помогнат или да спречат, треба да тргнат од тој момент, а потоа доколку се уште се чувствува тоа чувство на загриженост и тоа чувство на вина или грижа на совест, дефинитивно треба да се исконсултираат со професионално лице кое што работи во овој случај, најсоодветно би било да разговараат со психолог. Во моменти на колективна тага многумина се обидуваат и да покажат, се разбира, поддршка, но понекогаш и не знаат како. Што значи вистинска емпатија и како да помогнеме без да нанесеме дополнителна болка? Знаете како, зошто се препорачува да се оди на психолог? Затоа што психолозите кои што работат со советување или со психотерапија, психотерапевтите се учени точно како да пристапат во тоа за да можат објективно да помогнат и да ја видат која е најголемата потреба на таа индивидуа која што доаѓа и бара помош. Луѓето кои што голем број на луѓе помогнаа и сакаат да помогнат, некогаш кога не се обучени да го работат тоа, тргнуваат од својата од тоа што они мислат дека би сакале да се каже и да се слушне, но не секогаш е така. Во овој случај треба да се остави простор да се изслушаат тие кои што се беа дел од тој настан, да им се даде простор да зборуваат, да им се даде простор на емоциите, да не се потиснуваат, да не им се дава совети и да им се објаснува како треба да се чувствуваат или што треба да прават, туку да им се остави баш тој момент, простор за да можат они прво да се искажат, а понатаму секако препорачувам да и мислам дека ќе биде доста од важност да нели работат со психолог, некој кој што ќе може индивидуално да ги следи и да ја процени целата ситуација. Така да има насоки и има се пишуваат често, гледам и повеќето колеги кои што работат дадоа насоки како треба да се пристапи доколку се во контакт со некој од семејствата или блиските луѓе кои што загубил некој или кој што има повреден во тој настан, а во секој случај ако не се сигурни како, може да не исконтактираат, индивидуално да ја разгледаме работата и да дадеме препораки. Секако очекувам од вас да им порачате, особено на оние кои што во овој момент се чувствуваат сами, односно сметаат дека не можат сами да се носат со загубата и тагата, но се уште се двумат дали да побараат стручна помош. Па што ќе им упатите токму на таквите лица? Тоа што можам да го кажам е дека никој не треба да се мачи. Значи, загубата може да и е најчесто многу тешка за личностите кои што ја поминуваат тоа чувство на загуба. Тагата е голема и има тенденција да се претвори во хронична тага за многу семејства, со кое што ќе најдобро е да се работи и да се помогне максимално колку што може.
За останатите кои што се чувствуваат дека во овој шок и во овој период се движат доста стабилно, со оглед на тоа што ние имаме одбранбени механизми и резилентни сили кои што не држат, посебно на почеток од некоја криза, за да можеме да сепак да исфункционираме, пак препорачувам да не се кочат и да одат да поразговараат, затоа што во ваква ситуација тоа може да им биде само од помош, а за жал имаме и одредена група на луѓе кои што ја гледаме во пракса дека и покрај тоа што се чувствуваат лошо од некоја си навика или културолошки момент не побаруваат психолошка помош и треба да знаат дека е сосема нормално да се побара таа психолошка помош, дали со психолог или со психијатар, во најдобар случај и со и психолог и психијатар да се поразговара, и дека е исто важно како што одиме на лекар во однос на некој физички проблем. Треба да имаме во предвид дека стресот и стресорите овде беа премногу големи, секојдневни, и тоа може да влијае многу и на физичкото здравје, и затоа е важно да се направи една проценка секој кај себе, или доколку почувствува дека некој во својот круг тешко се справува, има потреба од помош, да поразговара и да му препорача и да го насочи на тоа каде може да се јави и каде може да се исконсултира. За крај секако ќе потсетиме дека Гаспар, Центарот за психофизичко здравје, нуди бесплатна психолошка поддршка за повредените, нивните семејства и блиските настрадани во трагедијата во Кочани. Едноставно прашање до вас, Фики, на кој број да ве побараат? Да ви кажам право, не сум сигурен кој беше службениот телефонски број, но дефинитивно можам да кажам дека може лесно да станат во контакт со нас. Сите наши психолози се исто пријавени и дел од комората и од други организации, но можат да се, зависно од локација кој им е поедноставно и поблиско, има исто така многу колеги кои што се тотално отворени за бесплатна соработка. За сите тие што сакаат да не најдат и сакаат со нас да се исконсултираат, можат да не побарат на социјалните мрежи под Гаспар Центар и тоа ќе биде доволно. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Секако би не било како редакција драго и докрај да го проследите, бидејќи во продолжение секако ќе ги вклучиме граѓаните. Црвена линија денеска има едноставно прашање и тоа е како се справуваме сите ние со тагата, како се справувате вие и дали сме доволно емпатични како општество. Благодарам многу за вклучувањето и секако оставете ги податоците, се разбира, од вашиот центар. Верувам дека Црвена линија ќе го проследи вашиот број и вашите податоци до граѓаните, до секој кој што му е потребна психолошка поддршка и помош во овие тешки денови. Благодарам многу. Се надевам дека со овој разговор ќе можеме барем на некој да му помогнеме и да го насочиме да си побара помош ако до сега се двоумеше дали да го направи тоа, и секако се надевам дека ќе се гледаме на многу поубави теми понатаму. Благодарам уште еднаш. Тоа беше господинот Фики Гаспар, психолог во Центарот за психофизичко здравје Гаспар. А сега Црвена линија ве прашува како се справувате со тагата, како се справуваме сите ние со колективната тага и дали сметате дека сме доволно емпатични како општество. Секако ќе потсетам пред да се вклучите во дискусијата на Црвена линија, на веќе добро познатиот број 023070005. Во името на Црвена линија ве замолувам сите вас да се држиме до темата. Јасни се прашањата, се поставени денеска. Сушност фокусот на вниманието сме токму сите ние, народот, како се справуваме со колективната личната тага по оваа трагедија. Секако нема да изоставам да ве потсетам, без разлика колку се чувствува гнев, силни емоции, да се држиме до етиката на Црвена линија, говорот да биде пристоен, да нема употреба на погрдни зборови,
гнев секако и говор кој што ќе алудира на насилство и омраза. Ќе го поставам прашањето кое што редовно го поставуваме во црвена линија, тоа дали некого веќе имаме на линија. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден, како се справувате еве вие со личната тага, колективната тага? И дали сметате дека сме доволно емпатични како општество? Видете, личната ми е мене потешка тага, него како да кажам, и колективната тага е тага. Не можеш да ги двоиш. Ова што се случува, ова тага, нема рецепт да се премости, да се преболи, да се заборави, со време може да исчезне. Не можам да сватам, не можам да разберам за емпатијата зборуваме. За која емпатија кажуваме? Ние, луѓето, различити сме во чувствата, различити сме во размислувањето, различити сме, како да кажам, тага. Комшија има конкретни луѓе, ако ебе му се случи, арно му се стори, вика. И каква тага сега ќе чувствувам? Не му се сторило арно мнего. Тешко ми е зошто да му се стори. Оти имаме меѓу себе ние некоја злобна тага, која таа не се чисти од нас луѓето. Таа тага врие во нас, како во некоја тенџере да вариш компири, исто е. Ставно му се сторило, она му се сторило. Имаш луѓето, стварно се... Благодарам што го споделивте вашиот став и мислење со оние кои што во моментот ја гледаат црвена линија. Продолжуваме со вас, почитувани. Добар ден. Видите, самиот збор ќе кажи дека нема ни добар ден. Така се справувам со тагата. Не е ова мала работа да заборавиш. Само ќе да поменам, некако ќе се обидам. Ајде да прежалиме болницата, да прежалиме автобуси, да прежалиме ова. И до кога да прежалуваме, бетина? Јас не знам. Ние сме таков народ што може би мирни, ама осеќаме. Ево има може еден глуп предлог на тоа место да се сравни со земјата и да се направи спомени за секојаш да се сеќаваме на тие дечиња. Ви се чини ли дека сме доволно емпатични како општество? Не знам, не верувам. Ние сме малце, знаете како, ние гајле. Зошто е тоа така ние гајле? Од каде тоа ние гајле? Па не знам толку зборо да ти го објаснам емпатични што значи. Јас сум жалостни, кажав, ти кажав, дека не ми е сеедно. Тоа емпатични не можам, малце може би, за нас попростиот народ требаше да биде малце пообјаснето. Емпатија значи да го почувствуваш сето оно што го преживува, преминува оној до тебе. Па како го преживувам? Нормално го преживувам, тешко го преживувам тоа нешто. Затоа и дури добар ден не кажувам. Што да... Благодарам многу што бевте дел од црвена линија. Останете со нас. Продолжуваме, дали се слушаме? Здраво. Здраво. Види, тагата ќе си остане, таа више не се бриши, не избришлив дел е од нашата меморија. Ама како што гледам ја и кроз историјата, ние све у некои вакви таги пропаѓаме, никако да се оправиме од овие работи. Кога ќе дојде време да се радуваме на животот, да ни биде убаво, све некои тугованки. Мислам, не дека ја не сочувствувам со починатите и со повредените, ама мора ли тоа да биде како казна некоја за овој народ овде, што го снаоѓа, или што е работа? И по народните песни ќе разбереш, еве што се пеат претежно се за нешто се жали, се тажи, се ова, значи Ви се чини ли еве дека сме доволно емпатични како општество? Па не, види се, ние сме емпатични како народ сме емпатични, не дека не сме.
Сега има секогаш изузетци, значи вонредни ситуации, кај што има вонредни луѓе. Да речеме, мене многу ми е битно, ја како обичен граѓанин сум си епатичен и сочувствувам со болката, али кај мене сакам да таа емпатија се пренесе кај функционерите, они треба да се наемпатични. Значи, да размислат добро и да им помогнат на фамилиите на преживели. Благодарам и вам за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Секако за сите оние кои што и ви е полесно или може би нема да успеете да се вклучите во живо во Црвена линија, просторот на кој што можете да ги дадете вашите одговори, да зборувате за тоа, еве и за вашата лична тага, колективната тага, но секако и да дадете одговор колку сме емпатични како општество, тоа можете да го сторите и на социјалните медиуми. Заследете го профилот на Црвена линија. Верувам дека сега ќе можеме и да ви покажеме еве како изгледаме на Facebook. Така да прашањето е како да продолжиме понатаму со тагата што сите ја носиме. Фокусот на Црвена линија денес не е кон институциите, повторувам, е свртен кон сите нас, ние како луѓе, како народ, како емоција. Така да пишувајте коментари, секако ќе ги читаме меѓу вклучување на гледачите. И еве, до сите вас да подсетиме дека Центарот за психофизичко здравје Гаспар нуди бесплатно психолошко советување и поддршка за сите оние кои што се засегнати и кои што имаат потреба од тоа. Нивниот телефонски број е 071 375 700. Секако во текот на ово издание ќе го покажеме уште еднаш, а ќе продолжиме со вклучување на вас, драги мои, на нашиот телефон 02-307-0005. Дали се слушаме? Да, се слушаме. Во Црвена линија сте. Ние како луѓе сочувствуваме со фамилиите на загинатите. Затоа што најлошо е родител да загубе дете. Од тоа полошо нема. И ние многу сочувствуваме со тие фамилии, но ние не можеме ништо да помогнеме. Работата е во тоа што дека падне огино тамо горе. Тешко на тие родители што си ги изгубија децата во тај пламен, што живи и изгореа децата и што не можат никога да си ги поврнат. Ние како народ може да сочувствуваме, но ние не сме го осетили на своја кожа и да не даде Господ да го осетиме на своја кожа. Никој не би посакал детето да му умре пред него, пред родителот. Секој пат родителот треба да биде починат после детето. Ви се чини ли дека сме доволно емпатични, еве, како општество? Јас мислам дека поедини луѓе не се доволно емпатични. Повеќето са гледат си за себе, не гледат за другите што се случува и у околината што се случува. Благодарам многу за вашите одговори. Сега го останете со нас. И еве едно подсетување, кое што го изоставивме, може би некој од вас за прв пат ќе се вклучи во контактна емисија како Црвена линија. Подсетувам, време трајање на едно вклучување, едно излагање, едно јавување е 90 секунди, така да тајмерот одбројува секогаш кога ќе ве вклучиме директно во живо, пак ќе можете да имате увид и контрола врз секундите, за да не ви се причини дека намерно сме ви исклучиле. Продолжуваме со гледачите во живо. Дали се слушаме? Црвена линија? Да, добар ден. Добар ден на некаков начин. Еве, подзаборавивме и тоа да го велиме низ оваа трагедија сосем разбирливо. Па како да се прави човек со колективната тага, еве како вие се справувате со болката и дали сметате дека сме доволно емпатични како општество? Па тоа ни остане како навика
дека да кажем ете добар ден, али во право сте тачни дека не е ова више добро. Не само еден ден, него повеќе денови наши ми се случува овие работи, пошто и да ви кажем дека ја не сум македонец, ама ова држава е моја. Ако сум ром, ја ако беа македонец, ама ги жалив како да беа мои. Значи, без разлика што са по националност, дали би албанец, македонец, ром, дека нема врска, и пак човек, деца, особено деца, зашто да идат на ваков начин, значи сме дочекале на ваков начин да ни идат 60 деца, да кажем 59 дни, и колку са повредили над 200, мораше тоа да се презема некои чекори понапред. Ама ете дошло до ваков начин и ми е жал преку нивниот грб да се менјава законот во Македонија. А верувам дека ќе се менјава законот тоа што се случило. Над 50% ќе се менјава законите во Македонија, ама зашто на ваков начин? Ама ете, што вика бивна, што бивна, више нема враќање. А дали сме емпатични? Дали си кој? Некои са повеќе, некои не си става толку во мисла. Што ми е гајлек. Големо благодарам за вашето учество во Црвена линија. Факт е дека болка, тага, после една ваква трагедија не познава ниту националност, ниту ништо. Едноставно познава болка и немок и колективна тага. Денес Црвена линија ве прашува како да продолжиме понатаму со тагата која што сите ја чувствуваме и дали сме доволно и емпатични како општество. Што мислите? Дали имаме следен гледач или можеби гледачка? Се слушаме, Црвена линија. Бог да ги прости починатите, на повредените Господ нек им дарува здравје и побрзо опоравување, ваква трагедија да не се повтори. Сега дали сме емпатични? Емпатични сме, но зависи кој. Али 70% од населението мислам дека се емпатични, посебно за жал во вакви кризи, што пак ќе кажам да не се повторат. Сега како да се справиме со тагата? Со тагата да се справиме со психолошка поддршка, со поддршка од докторите, со поддршка од блиските, со говорење за тоа, да не се потиснува, да има повеќе услуги за да се обрати човек во тоа, дали телефонски, дали онлайн, дали бесплатни во овие, значи дали ќе бидат тие услуги како што беа претходно, да не нагаѓам, знаете вие за која услуга конкретно говорам, но треба, значи, баш во оваа трагедија што се случи, баш сега треба такви услуги како што беше таа услуга, за да се помогне и на тие што се, значи, од трагедијата затекнати, но и на цела популација, бидејќи ова не засега сите како држава. Според вас, еве, како да разбудиме емпатијата кај оние луѓе што, еве, нема, кажавте? тоа или го имаш, или го немаш. Тоа е вродено. Значи, или си емпатичен, или не си. Но 70% мислам дека се. Моje мислење. Благодарам и вам за одговорите. Иако од она што можеме да слушнеме од стручната фила, за емпатијата всушност се учи низ животот. Така да, кога зборуваме за емпатија, емпатија покажа и светот кон нашата земја. Она што секако вчера укажа на момент на огромна солидарност и беше споделено сосем разбирливо, одекнуваше низ целата јавност е сушност како Соединетите Американски држави, односно се извинувам, Канада, укажа на тоа што значи да се биде емпатичен и солидарен со болката на нашата нација. Нијагарините водопади беа обоени во боите на нашата земја, така да светот едноставно застана зад сите нас и ја доживеа и преживеа нашата колективна тага. Црвена линија денеска ве прашува како да ја наминеме сите ние ова и преживееме колективна тага.
Дали сме доволно емпатично општество? Ако сметате, како што некои од гледачите рекоа, дека сме поделени во однос на тоа кој има и кој нема емпатија, како да изградиме емпатично во целост општество? Добар ден. Хајде, добар ден, Тина. Како се справувате со личната тага, како да ја Прво, нека се издржи оваа колективна тага? 59 луѓе во мир, во спокој, во Божјото царство, тие што се повредени, Господ им дарува здравје. Ја одма сега ќе ти одговорам на второто прашање. Дали сме доволно емпатични ко општество? Не. Ние испад таа паролата што вика србите ко преживи причаче. Па тоа ние македонците го искушивме во овие 33-4 години. Ние емпатија само кога имаме болка. Иначе чудот на ние македонскиот народ. Потечно општеството. А како да се сузбие тие аномалии? Само со закон, со правичност. Кога обичниот народ ќе види дека има правда во оваа држава. Кога нема Калимеро да лепде уште над Македонија. Како што лепди 40 години, 34-5 години. Тогаш емпатијата кај македонскиот народ, кај човекот ќе биде на завидно ниво. Сега сме чудо, пак ќе речем, чудо сме ние. А како се справувате со тага? Со болка, ти е криво, ти е жал, ако ти е тешко некој апче, ќе пивниш. Ваква трагедија, веруете, јас сум пола југословен, пола македонец. Немам доживено ниво Југославија, ниво Македонија. Ова чудо, зашто да се деси? Дали сте ние проклет народ? Таа песната Васке Лива што ја пее судбино. Што му се случува на Македонија? Јас све викам од тоа незаконитост. Тие јавашлук во овие 34-5 години. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Во продолжение нешто издвоивме и од социјалните медиуми, кој што на некој начин дава и одговор на денешното прашање. Вели, денес се завршуваат деновите на жалост. Во заграда Унија на хартија. Од утре сите треба да глумиме нормален живот, носејќи во нас траума што никогаш нема да ја заборавиме. Дали имаме гледач или може би гледачка, црвена линија? Да. Повелете, ве слушаме. Да, имате. Повелете. Па видите, тагата е голема, бидејќи несреќата е голема. Тука е цела работа. Да се изгубат 59 млади луѓе, кои што се допрва треба да створат, да живеат, да му се прекини животот. Ете, вака на овој начин, на суров начин, да вистина е голема штета. Како еве вие се справувате со Дали личната сме тага? емпатични? Не сме равнодушни. Тука е цела работа. Не ни е се едно. Без разлика што се работи за деца на некои тука блиски, подалечни или било како. Значи, не ни е се едно. Меѓутоа, ете се случува. Иначе овие 35 години наваму, која од која влада се бетер и побетер. Се по... Ке подсетам, како што укажав на почетокот, 90 секунди е време траењето на едно јавување. И секако ќе ве подсетам сите вас кои што секако учествувате во денешното издание на Црвена линија, дали преку коментари на социјалните медиуми, дали со вклучување во живо, секако да се држиме до стандардната и секојдневна етика на Црвена линија, а тоа е да внимаваме на употребата на зборови, по тоа подразбирам да нема вулгаризми, гнев изразен преку цости, погрдни зборови, секако да нема говор на омраза и говор кој што укажува на насилство. Ке ве префрлам на Facebook, заследете не, Црвена линија е нашиот профил. На прашањето како да продолжиме понатаму со тагата што сите ја носиме, ќе започнеме со коментарот кој што го напиша Маја Наскова. Ке продолжиме затоа што мораме сите виновници да ги обелодениме и казниме.
Пред се сите сме виновни за сите пропусти. Гледаме и молчиме, па и самите за се нешто бараме врски, дури и за најбанални работи. Се во оваа држава е корумпирано, нема чист државен службеник. А како што напоменав на почетокот, во емисиите кои што ќе следуваат, секако ќе обработуваме, ќе се занимаваме институционално. Денес во фокусот секако сме ние, народот, кој што се соочуваме со огромна трагедија, на која што неемпатични не остана ниту целиот свет, а секако носиме и колективна тага, очај, чувство на немок и се нешто што доаѓа како резултат на една ваква трагедија. Така да ве потсетувам, во следните денови ќе ги обработуваме и другите теми од Кочани, но денес фокусот на Црвена линија е нашата колективна тага. И секако ќе зборуваме и за емпатијата. Дали сметате дека сме доволно емпатично општество? Дали се слушаме? Црвена линија? Дали се слушаме? Да. Во Црвена линија сте, повелете. Фала. Па видите, ова е нешто сувишно превише. Така да одговорност мора да има. Не е само со едно откажување како градоначалник кој што си дал оставка, тоа не ни знаеше кај се наоѓа тој клуб. Кажете ми, зборуваме денес за тагата, бидејќи во наредните емисии. Не измена е тагата, ама еве јас ќе кажам едно. Сега не знам како ќе ме разбере, меѓутоа како што знам во овие ситуации, во овие 59 луѓе има по 14 години деца што изгореа. Ако не се лажам, колку тоа од телевизија. Како родител може да не знае кај му е детето во 3 сата? Кажете ми, дали сме доволно емпатични како општество? Можеме ли да влеземе во кожата? Ете, реагираше Црвената линија. Значи, јас, почитувани мои, ве замолувам. Денес Црвена линија фокусот го има на севкупната колективна тага, болка и немок што чувствуваме сите ние. Значи, сите ние. И она што сакаме денес да ве слушаме токму како народ, кој што чувствува болка. И еве, според вас, како се справувате со личната болка, тага, чувството на немок и како да продолжиме понатаму со тагата. И секако сакаме од вас да слушнеме дали сметате, бидејќи во секојдневието сте, дека сме доволно емпатично општество. Или може би не сме доволно. Дали се слушаме? Ало? Во Црвена линија сте, повелете. Во Црвена линија сте, повелете. Како се справувам јас со тагата? Јас се справувам со гнев. Прво со сочувство со родителите на тие што изгореа, што починаа и тие што се многу ранети. Сочувство имаме со родителите на нив. Но, згора на тоа, и гневен сум на целата работа. Мислам дека повеќето од народот изразува сочувство од душа и од срце, но имаше луѓе кои што се радуваа, се веселеа. Јас не знам од кои тоа причини го праеа. Навистина не можам да разберам од кои причини тоа го праеа. Сега дали сме комплетно емпатични како општество? По големиот дел да, но има луѓе кои воопшто не чувствуваат на вакви трагедии. И сега на крајот морам да кажам и изреката како да биде човек емпатичен кон нештото, ако за нас важи поговорката да му умре козата на комшијата. Благодарам. Големо благодарам и вам за вашите зборови во денешно издание на Црвена линија. А еве големиот Толстој што кажал, напишал. Ако чувствуваш болка, жив си. Ако чувствуваш туѓа болка, човек си. Па дали сме доволно емпатично општество што може
да влезе во чевлите на другиот, да ја почувствува болката на другиот и со тоа да помага да сочувствува. Дали сметате дека сме доволно емпатично општество и како вие се справувате со личната тага, како да ја преживееме оваа колективна тага која што ќе остане длабоко врижана во колективната меморија. Дали се слушаме црвена линија? Ало. Во црвена линија сте, повелете. Тина. Повелете. Вака сега. Ја прво имам една замерка до вас, ај прво сочувство на родителите им погинати, само не проблем. Ама имам една замерка до вас, многу малку време оставате за разговор, зашто луѓето не може да се докажат. Или 2 или 2,5 минути давајте им простор, за да се докажат луѓе. Ако ме разбирате сега, добронамерно ви го кажувам ова. Вие Ма не ви се гневиме, сосема ве разбираме, но ајде во овие секунди сметате ли дека сме доволно емпатични како општество? Немам зборови што да кажувам, сакам да ви кажам дека многу малку простори дозволувате на луѓе не може да се доискажат. Аме во вашите секунди, ве како се справувате со личната тага? Ја, да ти кажам право, се сочувствувам со болките на луѓето, меѓутоа не можам да им помогнам. Ја што можам донација, тоа стискат на донација и готово. Со тоа можам да ви кажам. Друго, а ви се чини дали дека сме општество? Они најдобро они си знаат како им е. А како општество дали сме доволно емпатични? Да ти кажам право, ја не сум меродавен за тоа да зборам, меѓутоа... Добро, благодарам што прецени укажавте на тоа дека јас верувам на гледачите на вистина понекогаш им не достигаат многу повеќе секунди кои што бе преминуле во минута, во 2 за едно излагање, но време траењето на севкупното време траење на емисијата Црвена линија, всушност ако направиме да јавувањата временски траат минута до 2, тогаш ќе можеме да слушаме многу помалку различни одговори, бидејќи ќе можеме така да вклучиме само можеби 10-15 од вас, односно гледачи, односно граѓани, а вака со 90 секунди навистина се отвара можноста да слушнеме што е повеќе и различни и мислења и одговори и поголем удел и учество од граѓаните како гледачи. Се слушаме Црвена линија. Можеш да кажам? Секако ве слушаме, повелете. Добар ден или добро вечер? Според мене, ја би сакал сите народи, сите деца на овој свет да живеат во слобода и мир. Од Господа ние сме заштитени. Пред сите векови од Господа ни е дадена Македонија, само на македонците. А сите народи на светот имаат држава и секој да си живее во своето. Значи да нема поробувачи, да нема поробени. Во сите држави на светот работничката класа во мирно време држаат. Напоменавме дека денеска во фокусот на Црвена линија ќе зборуваме пред се за нашата лична тага. Сите сме погодени од оваа огромна трагедија на која што како еден домино ефект се разнесе низ целата планета. Едноставно целиот свет ја чувствува нашата колективна болка по оваа трагедија. И Црвена линија како редакција ве замоли фокусот на темата, да се држиме на фокусот кон темата, а тоа е да зборуваме за тоа како се носиме со колективната тага, со личната тага, како да продолжиме понатаму, бидејќи факт е дека оваа болка ќе остане уште многу долго врежана во сите нас. И дали сметате дека сме доволно емпатични како општество? Дали имаме народ кој што едноставно со леснотија влегува во туѓиот живот, во смисла да го почувствува и сочувствува се оно што го доживува оној кој што во моментот се соочува со болка и голема трагедија? Добар ден.
Дали се слушаме црвена линија? Се слушаме. Почит и респект кон вашата телевизија Црвена линија. Големо благодарам. Знаете што? Тагувам од своето детство. Тагувам со 76 години и продолжив да тагувам со ова што се случува во нашава држава. Емпатија. Емпатијата, знаете како? Од раѓањето постои кај луѓето емпатијата која ја носам во себе и ќе продолжам до крајот на животот. Солидарност меѓу нас, подавање на рака меѓу нас, единство, без обзир на националности. Само така ќе бидеме здружени, емпатијата ќе биде поголема, за да не мислиме дека животните повеќе поседуваат емпатија од нас луѓето. Да му се насмееме на животот, животот е дел од нас. Ви благодарам. Ви благодарам. Големо благодарам и вам за учеството во ова денешно издание на Црвена линија. Секако нема да изоставам да прочитам и дел од коментарите кои што секако се одговори на денешното прашање како да продолжиме понатаму со тагата што сите ја носиме. Продолжуваме со коментарот на Игор Јанковски кој што напиша: да, за жал оваа трагедија што се случи истата ќе остане длабоко во меморијата на нашиот народ, а загубата на голем број на млади лица представува навистина голем шок и неверување, особено за најблиските на загинатите. Оваа трагедија од невидени размери покажа на дело на хуманоста на здравствените работници, како и на хуманоста на други индивидуи, а со што сметам дека нашето општество е солидарно и доволно хумано преку покажување на дела. Браво за младото момче од Виница кој, ризикувајќи го својот живот, придонесе да се спасат човечки животи, со што ова момче ги заслужи сите пофалби и восхитување од страна на народот. Навистина човек нема зборови кои да ги искаже за давање на утеха кон најблиските на загинатите, но сепак да размислуваме позитивно и со верба за побрзо заздравување на сите оние кои се на болничко лекување и да се молиме за нивното закрепнување. Црвена линија, добар ден. Дали се слушаме? Во меѓувреме, пред да вклучиме некој од вас, да ве подсетам дека се уште во тек е и денешната анкета на Црвена линија. За да земете активно учество, кликнете на Instagram Stories, заследете Црвена линија, секако и профилот на Телма телевизија. Кликнете на Instagram Story, одговорете на денешното прашање дали сме доволно емпатични како општество. Ајде да видиме што ќе кажат останатите, кои што допрва ќе ги вклучиме. Секако ве подсетувам од технички аспект да имате во предвид по вклучување од страна на режијата и целосно да го намалите и тонот на ТВ приемникот, за да можеме подобро да се слушнеме. Црвена линија денес во фокусот има нашата колективна тага, болка, чувството на немок и секако личната тага. Тоа е она што денеска зборуваме. Ви се обраќаме како секој од вас, како човек чувствува, верувам, длабока болка. И дали сметате по себе дека сме доволно емпатични како општество? Времето на Црвена линија укажува дека треба да продолжиме со рекламите, но секако по нив повторно ќе бидеме заедно во студио. А по рекламите, секако уште еднаш ве подсетуваме дека Центарот Гаспар за психофизичко здравје нуди бесплатна психолошка поддршка за повредените, нивните семејства и блиските на настраданите во трагедијата во Кочани. Така да, ева го и телефонскиот број. Не двумете се на сите кои што секако ќе посакате, контактирајте ги. Повторувам, Центарот за психофизичко здравје Гаспар, телефонскиот број е 071 375 700. И некаде пред крајот на Црвена линија е уште еден коментар. Сушност Вингчун ја сподели мислата со сите нас. Воедно напиша дека тагата и болката се врежани во македонската ДНК.
Ја сподели мислата на Коле Чашуле, кој што вели како само за нас, македонците, да се создадени сите црнила на овој век. Останува на самиот крај да ги споделиме и резултатите на анкетата, на прашањето дали сме доволно емпатични како општество. Со да одговорија 37%, а со не одговорија 63%. Благодарам на сите вас за ова денешно издание на Црвена линија. Останете со Тилма и се гледаме повторно во стандардниот утрешен термин за Црвена линија.